Маслото од канабис се користи како потенцијален третман за хронични воспалителни состојби, вклучувајќи и артритис, благодарение на неговите антиинфламаторни и аналгетски својства. Истражувањата покажуваат дека маслото од канабис може да понуди значителна корист во намалувањето на воспалението и болката која е типична за артритис и други хронични воспалителни состојби. За ова повеќе со нашите стручни соработници од Аптека ДНА Анифарм. CBD или канабидиол, кој што е производ добиен од канабисот, а го има во аптеките во различни дозажни облици, значи може да се користи и како локална крема во третманот на артритис и остеоартритис, меѓутоа и како препарат за орална употреба. Заради тоа што CBD-то споменавме дека има антивоспалителен и аналгетски ефект, значи со своето делување ќе го намали воспалението кое што е пропратено кај овие артритични промени, меѓутоа ќе намали болката, а истовремено дејството врз анксиозност, односно вознемиреноста, кое што е секако пропратна кај сите пациенти кои што чувствуваат болка, исто така има ефект ова масло што содржи канабидиол. Значи, ефектите кои што на неколку пати ги споменуваме како фармацевти, кои се на канабидиолот, даваат оправдана употреба на канабидиолот кај овие индикации. Имуномодулаторниот ефект е оној кој што го споменуваме, што значи дека освен што делуваат на воспалението, делуваат и на имунниот систем и дефинитивно реуматидниот артритис и остеоартритисот се многу често се јавуваат како автоимуни заболувања и уште една оправдана причина зошто производите кои што содржат CBD може да се препорачуваат кај пациентите кои што имаат вакви индикации. Аналгетскиот ефект е дефинитивно оној кој што е потребен кај пациентите со артритични промени и реуматиден артрит кој што имаат, а пропратен е и со препорака не само на CBD, туку и други препарати кои што дополнително го ја подобруваат здравствената состојба. Јас би сакала да напоменам неколку научни студии кои што го оправдуваат употребата на CBD-то масло во третманот на артритис, реуматиден артритис и остеоартритис. Една од тие студии е направена во 2019 година, каде што вели дека во препорачани дози за почеток од 5 до 10 мг дневна доза, која што во текот на третирањето се зголемува до 20 или 30 мг дневна доза, имаме до 60% намалување на воспалителниот процес кај некаде околу 320 испитаници и токму овие студии се објавени во одредени научни списанија кои што може да го потенцираат ефектот на канабидиолот врз артритисот и овие воспалителни процеси. Истражувањето е направено во 2020 година и е објавено во списанието за фармакологија, во кое што вели дека CBD-то ја подобрува функцијата на зглобовите, со што го намалува отокот и овозможува зголемување на движечката способност кај овие пациенти. Остеоартритис е исто честа причина зошто можеме кај овие пациенти да го препорачаме CBD-то. Видиме дека маслото може да се користи првенствено со орална употреба, меѓутоа може да се нанесува и со локални препарати кои што во својот состав содржат канабидиоли и она кое што можеме како заклучок да го кажеме е дека CBD-то масло покажува ветувачки резултати во третманот на овие хронични воспалителни состојби, благодарение на своите антиинфламаторни, аналгетски и имуномодулаторни ефекти, а секогаш е потребно да се консултираат пациентите со лекар пред употреба, особено ако во својот третман земаат и други препарати и токму текот и редоследот на терапија да редовно биде следен од специјалистите, матичните лекари и нас фармацевтите. Секако, верувам дека овие неколку битни факти ќе оправдаат зошто пациентите треба соодветно со соодветните препораки да се придржуваат кон внес на производи што содржат CBD во ефикасност на третманот.
Маслото од канабис може да помогне во намалување на маркерите на воспаление кај пациенти со реуматоиден артритис. Се смета дека ова масло може да ги модулира канабиноидните рецептори и да помогне во потиснување на воспалителните молекули кои го предизвикуваат воспалението во зглобовите. Препорачаното дозирање може да варира во зависност од сериозноста на состојбата. Почетната доза обично е помала, а потоа постепено се зголемува, зависно од толеранцијата на пациентот.